Саботно издание на регионалните вести. Инвалидизираните лица се уште се соочуваат со безброј пречки во нивното секојдневие, како немање пристапни рампи, соодветен кадар во образованието и слично, посочуваат невладините организации. Денес на соодветна обука во Тетово, лица со посебни потреби се запознаваа со нивните права. Милица Трпковска, како и останатите лица со посебни потреби, додека пристигнаа на семинарот каде се запознаваа со нивните права, се соочија со безброј препреки и бариери. Пешачките зони, како за неа и за останатите инвалидизирани лица, не се соодветно прилагодени за да поминат. Хотелот во Тетово, каде се одвиваше обуката, како и останатите објекти во градот, немаше соодветни услови за движење на оваа категорија граѓани. Милица вели дека ваквата состојба во Тетово, но и во останатите градови во Македонија е иста откако памти за себе. Има подобрување но само на хартија и во поглед на бенефициите кои ги добиваат оваа категорија граѓани. Не сум осетила некои подобрувања во пракса во однос, да кажеме, на попристапна инфраструктура, во однос на пристап до социјални услуги да има, во однос на слобода на движење, исто ова што го кажав со консултациите со нас, значи се уште не сме консултирани на системско ниво во сите политики и закони, така да не гледам дека има генерално подобрување.Оздруженијата за лица со посебни потреби велат дека во рамки на законот инвалидизираните лица ги имаат сите права, но во пракса нема услови тие да се спроведат. Од Полиоплус истакна дека Македонија и по 8 години, откако ја потпиша меѓународната конвенција за права на лицата со хендикеп, не успеа да ја спроведе на дело. Конвенцијата содржи 50 члена, кои пред се поради немање волја не се реализираат на терен. При тоа не смееме да заборавиме дека со конвенцијата се предвидува и достапност на информации, односно по конкретен пример би дала, слабовидните лица често пати имаат проблем, не може да ги прочитаат соодветните знаци, упатства и така натаму. При тоа ние како чинители дел од општеството, односно Република Македонија преку нејзините институции не обрнуваме внимание на достапноста на информациите. Тука би го напоменала и гестовниот јазик. Често пати дел од настаните и случувањата кои што ги имаме во Република Македонија, едноставно информациите кои што се поврзани со нив не допираат до глувите и наглувите лица од една едноставна причина затоа што немаме превод, односно покриено со гестовниот јазик. Во Тетово само 2 институции имаат пристапни рампи. Во градот нема звучни семафори или соодветни знаци и писмо за лицата со оштетен вид. Младите економисти од Средното економско училиште во Гостивар организираа спортски активности за децата од дневниот центар за лица со посебни потреби. Заедно со нив вежбаа, се дружеа, играа фудбал. Целта на активноста е да се обрне внимание на децата со посебни потреби и нивно поголемо вклучување во општеството. Јас сум Виктор Петревски, ученик од 3-та година во економски. Ние организираме оваа манифестација или ден, како да кажем, више 3 години во нашето училиште. Ние сакаме да им помогнеме на децата за да се чувствуваат и тие дека се дел од ова. И со овие неколку игри би сакале да им го исполниме нивниот денешен ден. Денес се одбележува Меѓународниот ден за безбедност и здравје при работа. Во годишниот извештај на Македонското здружение за заштита при работа евидентирани се 24 починати лица, во вкупно 158 несреќи на работното место во Македонија. 8 повреди при работа се случиле во Тетово, додека 5 во Гостивар. 24 од 158 несреќи на работното место во Македонија во 2017 година завршиле со фатални последици, покажува годишниот извештај за несреќи при работа на Македонското здружение за заштита при работа. 8 повреди при работа се случиле во Тетово, додека 5 во Гостивар. Од Здруженијето оценуваат дека состојбата е влошена за разлика од претходната година. Извештајот на Европската комисија објавува дека можеби свеста е подобрена и кај работниците и кај работодавачите, но сепак се уште треба да се прават напори за подобрување на оваа состојба. Во Македонија за 2017 година се случиле 158 несреќи, од кои 24 се со фатален исход. Тоа значи дека 24 семејства останале без својот член. Кога станува збор за полошкиот
регион. Конкретно во Тетово, според нашиот извештај, се случиле 8 повреди на работното место, во Гостивар 5, најмногу во администрацијата, во градежништвото. Граѓаните, односно сите работници, повредите или пак било какви неправилности кои што сметаат дека се случуваат на работното место, секако дека може да ги пријават до Државниот инспекторат на труд преку нивните подрачни единици или пак преку пријава на нивната веб страна. Но ние секако тука и како здружение стоиме на располагање во однос на информирање, едукација и консултација. Она што секој вработен треба да го знае дека може да одбие работна задача доколку ќе загрози неговата безбедност и здравје по животот во секој случај. Но исто така има право и обврска да пријави доколку смета дека му е загрозен животот. Исто така има и обврски и да ги почитува законските мерки. Правото произлегува од обврската во секој случај. Работодавачот е должен да ги обезбеди мерките за безбедни и здрави работни услови од секој аспект поврзан со работата. Тема на одбележувањето на денешниот Светски ден за безбедност и здравје при работа е подобрување на безбедноста и здравјето на младите работници и крај на детскиот труд. Статистиката на Меѓународната организација на труд не е воопшто розова кога станува збор за оваа состојба. Таа покажува дека 541 милиони млади работници од 15 до 24 години, кои што сочинуваат повеќе од 15% од светската работна сила, има 40% повисоки стапки на нефатални професионални повреди, отколку кај возрастните работници постари од 25 години. Македонското здружение како единствен колаборативен центар на Меѓународната организација на труд традиционално со низа активности го одбележува овој ден. Со цел поттикнување на превентивна култура од најрана возраст да се говори за безбедноста и здравјето при работа, за да создадеме безбедни здрави генерации. Оваа година организиравме неколку средби во повеќе стручни училишта, каде што говоревме токму за безбедноста и здравјето при работа. Исто така, учениците ги носевме на посети во компании кои што имплементираат добра пракса за безбедност и здравје при работа. Токму тие ученици, исто така и представници од студентски организации, млади работници, ќе бидат дел од денешната тркалезна маса која ќе се одржи во градската библиотека Браќа Миладиновци и тие ќе говорат нивно видување што представува безбедност и здравје при работа. Светскиот ден за безбедност и здравје при работа е годишна меѓународна кампања за промоција на безбедна, здрава и пристојна работа. Тој се одржува на 28 април, а е организиран од страна на Меѓународната организација на трудот уште од 2003 година. Американскиот амбасадор во Македонија Джейс Бейли денес учествуваше во маршот до Тетовското кале, кој се реализира по повод годишнината на НАТО. Навистина ми е убаво да бидам овде во Тетово во ова пролетно утро, за да се качам до Тетовското кале со овие млади кои се ангажирани за иднината на својот град и својата татковина, а воедно покажуваат и голем интерес за членството на својата татковина Македонија во НАТО. Едно од нештата кое најмногу ми се допаѓа како амбасадор е што имам можност да бидам дел од вакви активности со млади интелектуалци кои навистина сакаат со мене да ги делат нивните ставови за земјата, за незиното интегрирање и ова е единствената причина зошто сум овде денес. Тетово од денес е побогат за уште едно место за купување гардероба за цело семејство. Се отвори долго најавуваниот Fashion Market, каде тетовци можат да најдат голем избор на облека за сечија возраст по поволни цени. Денес во Тетово официјално се отвори Fashion Market како дел од групацијата Групо Фјори и Принчипи во близина на Зелениот пазар во градот. Во истиот тетовци ќе можат да најдат облека за целото семејство по пристапни цени, а ќе работи секој ден од 9 до 21 часот. Fashion Market својот голем асортиман на гардероба го има изложено на 7800 метри квадратни
и за своите купувачи најавува постојани попусти и промоции, со што асортиманот кој го нуди би бил достапен за секого. Во просториите на невладината организација Сонце во Тетово беше презентирана програма за стипендирање на роми. Секоја година преку странска фондација се стипендираат лица од оваа националност. Како и секоја измината година, во текот на овој период организираме информативни, промотивни средби за цел да го промовираме конкурсот за стипендирање, кој што е наменет за академската 2018-2019 година. Наменет е за студенти роми, односно матуранти, кои што оваа година го завршуваат, го заокружуваат нивното средно образование и во наредната академска година планираат да се запишат на факултет. Програмата поддржува редовни студенти, вонредни може да бидат исклучиво магистрантите и докторантите, така што програмата е, веќе кажувам, вклучува додипломски, постдипломски и докторски студии, односно студенти на тие нивоа на студирање. Напоменав дека треба да бидат редовни студенти на додипломски студии, да бидат нели роми, затоа што програмата е намената исклучиво за роми, и да внимаваат на сите оние потребни документи кои што се неопходни за аплицирање. Аплицирањето се прави преку електронска апликација, односно пријава, но претходно е убаво да го прочитаат водичот за пријавување, каде што сите информации и потребни детали околу програмата, како и апликацијата, се наведени во истиот. Со самото најавување во пријавата, веќе во секој од чекорите, во секој дел од апликацијата, има прашања, одговарање на прашањата и аплодирање, односно прикачување на неопходните документи. Кога сме ке документите, тоа што е неопходно до крајниот рок, односно 17 мај, е студентите, односно кандидатите да прикачат копија од лична карта или пасош, ако немаат лична карта можат пасош да прикачат, скенирана верзија секако. Средношколците кои што се матуранти сега прикачуваат свидетелство од трета година и евидентен лист од четврта година. Оние кои што се на факултет и се прва година студенти, сега во оваа академска година, а наредната ќе бидат втора година на факултет, они прикачуваат диплома од завршено средно образование, заедно со уверението за положени испити од тековната академска година. Сите останати студенти на повисоки години од втора нагоре ни скенираат, прикачуваат уверение за положени испити. И уште еден многу битен документ е препораката која што ја дава, односно ја пишува представник од ромска невладина организација. Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Гостивар организираше одбележување на годишнината од априлското злосторство во Новосело. Во Мавровско Новосело со пригоден собир беа одбележани 75 години од априлското злосторство во Втората светска војна. Настанот го организираше Општинскиот одбор на Сојузот на борци од Гостивар, чиј председател Радислав Гиновски прочита реферат за историските настани врзани со датумот 27 април 1943 година. Тој ден во селото се наоѓале борците на Мавровско-Гостиварскиот партизански одред Кораб. Балистите го опколиле селото и го разбиле одредот, и пред селаните ги стрелале борците Злате Дамјановски, Анте Гиновски, Радован Цоник и Боге Велјановски. Балистичките групи потоа го запалиле селото. Во знак на сеќавање на загинатите борци на магистралниот пат Гостивар-Кичево, во близина на Новосело е подигнат споменик, каде што и се одржа одбележувањето. На настанот присуствуваа и представници на боречката организација од Тетово. Денеска се навршуваат 17 години од заседата кај Вејце во конфликтот во 2001 година, каде од страна на припадници на УНА свирепо беа убиени 8 на припадници на македонските безбедносни сили. Во масакрот кај Вејце, кој се смета за еден од најкрвавите и најбрутални злочини во поновата историја на Република Македонија, загинаа 8 на македонски специјалци и полицајци. Животите ги загубија Роберт Петковски од Бунарџик, Скопје, Бобан Трајковски од Куманово, Игор Костевски од Скопје, Миле Јаневски од Македонска Каменица, Маријан Божиновски од Битола, Кире Костадиновски и Бошко Најдовски од село Горно и Долно Оризари, Битола,
и Илче Стојановски од Породин. Масакрот се случи откако конвојот на македонски бранители беше нападнат од заседа на патот меѓу селата Селце и Вејце на Попова Шапка на 28 април 2001 година околу 17 часот и 45 минути. Фудбалскиот клуб Љуботен вчера ја совлада екипата на Младост од Туденце со 3:1. Со оваа победа тетовскиот клуб обезбеди влез во третата македонска фудбалска лига Запад. Фудбалскиот клуб Љуботен со победата над екипата Младост од село Туденце теоретски го освои првото место од општинската лига наредната сезона. Љуботен ќе ги мери силите со клубовите од третата македонска фудбалска лига Запад. Со оваа победа теоретски го освоивме шампионатот. Остануваат уште 3 кола до крајот, но ние сме теоретски првак. Тоа значи дека автоматски се пласираме во трета лига Запад. Очекуваме успешна наредна сезона. Тешко ли беше со оглед на вашите услови кои што ги поминавте да се победено студиде? Па реално во оваа општинска лига сме веќе 3-4 сезони и реално е тешко. Секогаш на крајот се случуваат некои работи за малку да не влеземе. Оваа година без ниеден пораз. Значи сите ни се победени освен една нерешено. Теоретски успеваме уште од сега да го освоиме шампионатот. Имаме добра екипа. Љуботен цели кон влез во втората лига, планира и заселување во наредниот период. Сигурно дека ќе има нови заселувања. На екипата и треба, нели, свежина во таа лига. 2019 пак ќе кажем треба да направиме добра екипа. Успеавме, нели, да се соберат основни средства за надпреварување во оваа лига, што покажа дека пред се духот во оваа екипа со тие минимални средства успеавме да Ние како младо раководство кој дојавме пред 3 години поставивме една цел. Целта е постепено клубот од ништо да го направиме колку што е со нашите можности да влезе ранг погоре, па пак ранг погоре. Првата цел е исполнета, по 2 години надпреварување во општинска фудбалска лига, влеговме еден ранг погоре. Целта е во трета лига да продолжиме со успесите и истото да го повториме. Значи целта ние не е да останеме само во трета лига, туку еден ранг погоре каде што мислиме дека во моментов му е местото на нашиот клуб. Фудбалскиот клуб Љуботен е најстар во Македонија. Наредната година ќе слави 100 години од неговото постоење. По тој повод во преговори сме во од клубот да држиме пријателски надпревар со екипата на Хајдук од Хрватска. Млад палестинец почина откако беше застрелан од израелските сили во судирите во близина на границата со појасот Газа. 15-годишниот Азам Овеида бил погоден во глава за време на протестите. Со неговата смрт, бројот на загинатите на палестинските протести кои се одржуваат петти петок поред се искачи на 4 лица. Министерството за здравство на Газа соопшти дека 200 лица се повредени, меѓу кои и палестински новинар кој бил повреден со куршум во нога. Дел од демонстрантите фрлаа камења и запалени гуми. Опозицијскиот лидер Никол Пашинијан за денеска повика на голем протест во третиот по големина град во Ерменија, Ванацдор, откако претходниот ден вети дека нема да има геополитички промени. Тој ова го кажа пред илјадниците собрани граѓани во вториот по големина град во Ерменија, Гјумри, во кој се наоѓа и најголемата руска воена база. На собраните побараа тој да биде избран за премиер на гласањето во парламентот, закажано за 1 мај. Ширум Европа и Северна Америка полицијата заплени сервери и податоци на пропагандни медиуми на Исламска држава во заедничка операција на повеќе држави со цел пронаоѓање радикални исламисти и спречување таа група да шири своји пораки за насилство. Операцијата представува кулминација на напорите на полицијата почнати во крајот на 2015 година по координирани напади на Исламска држава во Париз, кога беа убиени 130 луѓе. Цел на полицијата беше новинската агенција АМАК, блиска до Исламска држава, Ал Бајан радио, како и сајтовите Халуму и Нашер. Со операцијата раководеле белгиски обвинители и во неја учествувале полиции на САД, Канада, Британија, Франција, Холандија, Бугарија и Романија.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп тврди дека Иран нема да произведува нуклеарно оружје, иако одби да зборува за тоа кои мерки ќе ги преземе, за да го одврати Техеран ако пропадне нуклеарниот договор постигнат во 2015 година. Трамп ова го изјави на заедничка пресконференција во Вашингтон вчера со германската канцеларка Ангела Меркел. Таа пак рече дека договорот со Иран не е совршен, но го опиша како една цигла и прв чекор во забавувањето на нуклеарните активности на Техеран. Меркел рече и дека со Трамп разговарале за руските нелегални активности во однос на анексијата на Крим и поддржувањето на сепаратистите во источна Украина, наведувајќи дека работат заедно на ситуацијата. Активниот и мултилатерален развој на руско-турските односи покажува колку големо значење на тоа даваат председателите на Русија и Турција, Владимир Путин и Реджеп Тајип Ердоган, изјави денеска рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров на состанокот со турскиот колега Мевлут Чавушоглу. Тој додаде дека на состанокот со неговиот турски колега е добра можност да се направи преглед на тоа како се развиваат контактите во сите овие насоки во рамките на билатералните односи, како и да се разменат мислења за актуелните меѓународни прашања, вклучувајќи го и решавањето на кризата во Сирија. Времето денес беше сончево со мала до умерена облачност, попладне со локален краткотраен дожд. Утринските температури се движе од 9 до 16, а дневните од 19 до 27 степени. Вредноста на UV индексот изнесуваше 6. Утре не очекува сончево време со мала до умерена облачност. Утринските температури ќе се движат од 11 до 16, а дневните од 19 до 27 степени. Вредноста на UV индексот ќе изнесува 7. Вестите ги завршуваме. Ви благодариме на вниманието. Пријатно.